Добра вечер, почитувани гледачи. Овој пат не ве поздравувам од студиото на За или против, туку од соборниот храм Свети Климент Охридски, каде што секако ќе зборувам за тема поврзана со најголемиот празник кај христијаните, Великден. Па токму затоа вечерва велам добра вечер на отец Сашко Николовски. Добро вечер на сите гледачи на телевизија Алфа. Вечерва јас ќе се обидам да поставам прашање, да направиме на паралела или споредба, ако може да се каже, помеѓу она што се народни традиции наспроти црковните учења и да се обидеме да дадеме одговор на прашањата кои што можеби ги засегаат нашите гледачи. За почетокот јас би започнала во делот на постот, бидејќи некако Великден започнува да се одбележува, ако може да така да се каже, или да му се дава значение од почетокот на Великденскиот пост, кој што е и најдолг пост воедно. И ако го погледнеме црковното календарче, ќе видиме дека најголем број од денови се пости на вода, освен за викенди, кога е дозволен пост на масло, и секако за двата празници, Цветници и Благовец. Во други денови, исто така, и во Велики четврток се пости на вода, меѓутоа во кои случаеви е дозволено отстапување и дали е ова задолжено за сите христијани кои што сакаат да постат? Токму така, Анастасија, Воскресение, многу убаво име ви дале први, и стварно е прекрасен тој празник. Воскресението Христово е сушност целта на христијанскиот живот. Затоа што преку Воскресението се исполнуваат сите жртви, сета надеж на човештвото и сето она што го правиме. Бејќи Христос ако не воскреснеше и ние нема да не го понудеше на нас Воскресението, а Воскресението ни се дава, со тоа знаеме дека продолжуваме во идниот живот и дека во овој живот треба да сме добродетелни, да ја здобиеме благодата Божија, да се преселиме. Токму затоа црквата најмногу и највеличествено го празнува овој празник. И најмногу и најторжествено се спрема за овој празник, но и се подготвува преку духовното. Дури самиот Великденски пост има свои подготвителни недели. Во тие подготвителни недели црквата постепено не спрема за да дојдеме до Великденскиот пост. Најнапред е неделата на Митарот и Фарисеот, каде преку личностите на Митарот и на Фарисеот, односно Митарот значи митница или цареник, ни ги представува личностите на оној фарисеј кој што гордо се молел пред иконостасот, пред самата святая святик на Бога, и најнапред ги кажува своите добри дела, место да се моли како Митарот во позадина за својата грешност и за опростување. Тука црквата ни ја представува гордост од една страна и како грев и добродетелот од друга страна, и пополека не подготвува дека се повеќе треба да се учиме на смирение, а помалку на гордост. Веднаш после следува неделата на блудниот син, која што е многу умилена недела, затоа што блудниот син е оној кој што излегол од татковиот дом. Како што ние некој па знаеме да отпаднеме и да паднеме во гревови, да се оддалечиме од Бога, но татковата љубов никој пат не престанува, како што љубовта на Бог не престанува кон нас луѓето. И после тој синот кога сознава за својата грешност, повторно моли и се враќа во татковиот дом. А таткото го прима, што е праслика на самиот Бог Отец, кој секој пат чека на нашето покаяние да не прими. Пак црквата со втор чекор не подготвува за Великденскиот пост. Настапуваме со пусната недела, која е последна недела во која што се употребува месо и каде што веќе ни се напомнува во Евангелието за страшниот суд. Бидејќи оној момент кога умреме, ние христијаните не се плашиме од смртта. Се плашиме од тоа како ќе излеземе пред Бога Отец. На страшниот суд сушност ќе биде оној суд каде што ќе се покажат нашите гревови и добродетели и каде што ќе добиеме вечната состојба во вечноста. Токму затоа црквата сега тоа ни го дава во преден план, за повеќе мислејќи на него да почнеме богоугодно да започнеме со постот. И на крајот од подготвителните недели е сиропостната недела, бидејќи таа недела цела јадеме сирење и престануваме со сирењето и започнуваме со постот, но тука пак ни го дава делот од простувањето. Не може да почнеш христијанино со пост, а да не се опростиш со сите оние што си се скарал. Може би некои ќе ни останат непријатели, но како што вели Николај Велимирович, еден голем владик од минатиот век, непријателите ни се само сурови пријатели, кои што треба да не научат како да имаме милост и како да имаме љубов кон луѓето. И од тогаш започнуваме со Великденскиот пост.
Точно, постот секој па се состои од пост на телото и пост на душата. Бидејќи самиот човек е од тело и душа. Значи, црквата мислела и како телото да го примораме повеќе да мисли на духовното, но како и душата да натераме да мисли на се повеќе добродетелни дела. Точно дека овој пост е најстрог, а најстрог е затоа што и празникот ни е највеличествен. И во текот на постот, како што напоменавте, се пости од понеделник до петок без зејтин, значи само на вода, односно сите варива што ги правиме, на зеленчукот ги правиме со вода, рибата е дозволена во саботите и неделите, зејтинот е дозволен во саботите и неделите, а рибата на благовеци и цветници, но тоа е за оние луѓе кои што може така да го постат. Имаме случаеви кои што се исклучителни, тоа е обично постарите луѓето кои што се болни, или луѓето кои што работат тешки физички работи, и тогаш они во совет со својот духовник го сообразуваат постот онолку колку што можат. Но секогаш за моментите од причестата се подготвуваат со строг пост, со строг пост на вода. Но тогаш почнуваме и да размислуваме повеќе на духовниот пост. Телесниот пост има своја задача да го натера телото да мисли повеќе на душата, што е нашата главна цел. Да не воведе во надо, бидејќи мрсната храна секој пат не прави потемпераментни, поенергични и сето тоа не воведува можеби повеќе кон страстите, а сега треба се повеќе да ги долечиме страстите и да помислиме на оние добродетелни дела што ги направиме. Духовниот пост е и во тоа доваѓање почесто на богослужбите, читање на Светото писмо, на псалтирот и се повеќе употреба на молитвата, зашто молитвата е разговор на човековата душа пред Бога. И постот и молитвата се две крилја кои што не водат кон Бога. Бидејќи постот без молитва би било еден вид вегетаријанство, а молитвата без пост нема да биде никој пат успешна, зашто така уште повеќе ќе не натера да пристапиме кон Бога. И великденскиот пост трае 7 недели, 49 дена, 50 ден веќе ни е празникот Великден. И секој пат се молиме и во тие недели Господ не подкрепуваме, крстопоклона недела, имаме недели каде што се повеќе покажуваме дека треба да мислиме повеќе на Бога. Обично свештениците во тие денови од постот одат по домовите, осветуваат светена великденска вода, која што сушност во текот на великденскиот пост треба да биде подкрепа во постот. А водата има своје чудотворно дејство. Таа знае да не подкрепи и духовно и телесно, за да можеме што богоугодно да го издржиме постот. Тоа е целта на христијанскиот великденски пост. Последната недела од постот или последната недела пред самиот празник Великден е така наречена страдална седмица. Што треба да знаеме и на што да обрнеме внимание токму во овие 7 дена пред празникот? Така се нарекува последната недела, страдална недела, бидејќи не потсетува целосно на сета болка, сите страданија што Господ Исус Христос ги претрпа за нас. Почнува од Великиот понеделник и продолжува се до Воскресението Христово. И тогаш поусрдно се читаат Евангелијата. Веќе од Велики четврток имаме сосема посебни богослужби кои што целосно се посветени на Христовите настани од тоа време. Знаеме дека на празникот Светници, кој што е пред таа страдална недела, Христос влегува во Ерусалим и е пречекан од не само од ерусалимските граѓани, туку од сите кои што дошле да го пречекаат празникот Пасха, со голема велелепност, со сана на Бога во висините. Благословен оној кој дошто во името Господово народот повикува кон него. Го фрла со палмови гранчиња и го пречекуваат со сета радост, што по некој пат тоа е прекрасно и таква треба да биде човековата душа секој пат, но истиот тој народ по неколку дена ќе вика расми го. Затоа треба да сме постојани во Божјата молитва и во Божјата присутност. На Велики вторник Господ Исус Христос влегува во Ерусалимскиот храм и самата состојба која што била надвор од храмот предизвикала да тој покаже ревност кон добродетелта и јунаштво да го истера гревот, бидејќи самиот храм бил обкружен со трговци, со менувачници, бидејќи луѓето кои што доваѓале од друга страна требале да променат пари, ама тоа не требало да се случува во храмот, туку требало надвор од храмот. И затоа Господ ги растерува, ги превртува нивните тезги и вели дека храмот треба да е храм за молитва, а не за такви работи.
Инаку преку целиот живот Христос ги изобличувал фарисеите, правосвештениците, садукеите кои што го воделе народот, изобличувајќи ги, он сакал да ги натера да трнат кон спасение, да трнат кон добродетелност, но они тоа погрешно од лукавиот го прифатили и покажале гневност кон се тоа. И на таа гневност и лутина посебно се изразила на Велики вторник. Тогаш они сушност намислуваат како да го фатат Господи Исуса Христа и да го убијат. Таа мисла многу пати им пролетала на нивните глави и многу пати посакале тоа го направат, но како да сега тоа кулминирало и како да сакале што побрзо тоа се случи. И то сето тоа го направат да биде пред празникот Пасха. Значи сакаме во мир да си го празнуваме Пасха, но да го убиеме оној кој што дојде и да не спаси, да ни покаже во сета добродетелност. Многу зли намери имале во својата глава, но тие зли намери сакале да ги остварат по секоја цена. И што е најтажно во сета оваа работа, еден од 12 ученици, сушност, сам се подави и вели, што ќе ми дадете да ви го предадам? А тие му предложија 30 сребреници. Од тога што и бараше погодно време за да го предаде Христа. Тоа бил Јуда Искариотски. Значи, дури нашле меѓу апостолите човек кој што сето тоа ќе го направи. И тоа била цената на безценетиот, 30 сребреници. Чекали поволен момент. Зошто чекале поволен момент? Значи, не сакале тоа да го направат денски, зашто тој народ што викало Сана, денски, и ќе го подржал, така да тоа можело да предизвика бунт. Значи, тоа предавство, тоа фаќање на Господи Исуса Христа, за да го осудат, барале да го направат во некоја ноќна атмосфера кога народот спиел, за да не предизвикаат бунт. Од злобна по злобна намера. И токму на Велика среда, па Божиот дух како да действувал низ таа мироточива жена Марија, која не е Марија Магдалена, значи тоа се две различни личности, кога во домот на Лазар доаѓа при Христа и го излева светото миро од неговата глава надоле. Го излева со страво почит и едноставно самиот Господ вели дека таа го припремила за неговото погребение. Значи тоа е по Божие допуштение и по Божиот дух. А еден од учениците, повторно Јуда Искариотски, кој што бил ставен да се грижи за парите, вели, не требаше да се историва мирот, требаше да го дадем за 300 динари и за тие работи да ги употребиме за сиромаси, но тој мислел тие пари се да си ги внеси во своето ковчеже и сушност неговото срболюбие Христос сега го обвинува и го разобличува пред апостолите. Вика, парите секој пат ќе ги имате, но мене нема да имате секој пат. Оваа жена дојде да ме припреми за погребението. И тогаш им вели, милост сакам, а не жртва. Значи Господ е сака милоста и љубовта, таа љубов и милост постоела во таа жена, а срболюбието било постоело во Јуда. Од тогаш уште повеќе се вгнездува желбата на Јуда за да го предаде Господ Исуса Христа. Значи, често пати ќе знаат некои луѓе да речат Јуда, зашто Господ не го одвратил Јуда да го предаде. Господ му дал на секој човек слободна волја. Неколку пати го опоменува. И ова е настан каде што го опоменува. Ќе го опомени и на тајната вечер, за да се освести. Но тој со својата слободна волја и неговата приврзаност кон сребролюбието го натерало доброволно да се даде за да биде предаден. И тоа се случува веќе наредниот ден. Започнува Велики четврток, или голем четврток, кога започнува најстрашната драма во историјата на човештвото. Велики четврток бил денот без квасници во Стариот Завет, а Христос не дошол да го уништи Старозаветниот закон, туку да го исполни и да го воведе Новиот Завет, односно спасението на луѓето. Тогаш тој ги праќа своите два апостоли, Петар и Јован, во Ерусалим, да земат јагне, да купат, да го однесат во храмот да биде заколено и да го вратат во домот за заедно да ја прослават пасхалната вечер. Според Стариот Завет се затварале дверите од куќата и така заеднички го прославувале тој настан. Зашто Паската е самиот збор Пасха значи премин, е спасение на Старозаветниот народ, а таа е символика на воскресението Христово. Во текот на овој начин или оваа церемонија која што извршувале, тие се вратиле во домот и имало обичај ке евреите најмладиот човек да земе сад со вода
и на најстариот или на оној што бил главен во семејството, да застане до него, да му принесе да ги измие раците, да го се избреши со крпата пред да започнат со вечерата. Во овој случај Господ Исус Христос ја земал улогата на најмладиот човек. Значи он земал сад со вода и не ги миел рацете на апостолите, туку ги миел нивните нозе. Значи клекнувал пред секого и ги миел нозете. Многу пати тие негодувале апостолите, особено тоа негодување го покажал светиот апостол Петар, кој рекол: Господи, ти ли ќе ми ги миеш нозете? Никогаш нема да ми ги миеш нозете мои. Морав да го прочитам ова за да се види колку е таа ревност. Но Исус му рекол: ако не те измија, тогаш нема да влезеш во царството со мене. Тогаш апостолот рекол: Господи, не само нозете, туку и рацете и главата. Со ова Господ на Велики четврток им покажал на светите ученици дека сите они нема меѓу нив кој е поголем, кој е помал. Се рамни помеѓу себе. Односно, еден со друг треба да си служат и послужуваат. Така треба и ние, и христијаните, и свештенството, и сите. Им покажал дека никој меѓу нив не може да биде учител и Господ. Бејќи Господ е само ако Господ тоа може да го направи, можеме сите да го направиме. Но главниот настан на Велики четврток, кој што всушност Велики четврток го прави многу важен, е основањето на светата тајна Евхаристија. Значи седнале пред да почнат со вечерањето, Христос го земал лебот во своите раце, го благословил и им рекол: зедете, јадете, ова е моето тело. Потоа е земал чашата со вино, ја благословил и рекол: пийте од неа, зашто ова е мојата крв на новиот завет, која се пролива за мнозина за опростување на гревовите. Значи, лебот и виното се основа на светата Евхаристија. И всушност Господ ја востановува светата Христија. И не само тоа, он вели: кој го јаде моето тело и ја пие мојата крв, ќе има живот вечен. Зашто моето тело е вистинска храна и мојата крв вистинско питие. Кој јаде од моето тело, пие од мојата крв, ќе биде во мене и јас во него. Значи живот вечен нема да имаме ако не го јадеме телото Христово и не пиеме крвта Христова, за кој што ние се припремаме преку целиот пост за да ги примеме. Сакаме да бидеме Христови. Мора да се подготвиме и да се причестуваме. Тоа го направил Господ, а света тајна вечер е направил токму на Велики четврток. Исто така, веднаш после овој настан, Господ им кажува на учениците дека еден од вас ќе ме предаде. Многу пати Господ во својот живот покажувал како дека е вистински човек. На некои настани покажува дека е вистински Бог. Некаде дека е вистински богочовек. Зошто? За да знаеме дека Господ принул вистинско човечко дело през Светата Богородица, исто со нашето тело, само не во гревот. Зашто Божјата природа не го трпи и не е својствено да има грев. Да тој бил вистински богочовек. И токму тоа се не ги представува тука Господ по својата Божја природа знаел дека еден од нив ќе го предаде. Апостолите во тие моменти сите ова пак го опоменува Јуда. Да ја покажал малце покаяние, он ги се повлекол. Значи, слободната волја на Јуда натерала да тоа го направи. И затоа сите апостоли сега го прашува да не сум јас, Господи. Тие си велеле, барем, можно и некој пат некој од нас несвесно тоа го направи. Значи, едноставно го покажувале од грижа да не им се случи на некого од нив. Истото го вели Јуда на крајот и вели да не сум ја реави. Но Господ му рече, ти рече. Со што потврдува дека он ќе биде тој. А светиот апостол Јован евангелист многу јасно сведочи, вели, вика, оној на кого јас ќе му го натопам залак и ќе му го предадам, тој е оној што ќе ме предаде. Христос натопува залак и му го дава на Јуда Искариот. И му вели, што ќе правиш, прави побрко. А никој од оние што седеа на трпезата не разбра зашто ова му го рече. И вика, ова кога му го кажа, беше ноќ. Значи, самиот збор ноќ, беше ноќ, покажува дека започнува делото на мрачните сили. Сушност, Јуда дошол на тајната вечера за да се увери дека Господ после таа тајна вечера со своите ученици ќе отиде во Гециманската градина. Зошто? За да ја оствари својата злобна намера да ги повика просвештениците со војската да го предаде. И он веднаш заминува после залакот. А Господ по својата Божја природа знаел дека тоа е тоа. Сребљубието
Свети Јован Златоуст вели е коренот на сите зла. Значи, сребролюбецот не размислува ништо друго, освен како да дојде до пар. И сребролюбието го убило Јуда. Значи, не само што го предал Господ, туку на крајот и самиот со обесил. И сето тоа, затоа Господ вели подобро ќе беше за тој човек да не беше се ни род. Веднаш тој заминува, а Господ ни покажува како треба да ги завршуваме нашите оброци и како да ги почнуваме. Значи, они почнале да пеат псалми и да му благодарат на Бога. Затоа ние христијаните секој обет го започнуваме со молитва и го завршуваме со молитва. Тука застануваат настаните и тука веќе Господ на Велики четврток, после овој настан, заедно со своите ученици заминува во Гесиманската градина, која што била наспроти Ерусалимскиот храм, каде што им било умилено место да се соберат дали за молитва, дали за некој разговор, и овој пат исто така биле. Заминал со своите ученици и тука се одвоил на еден момент од учениците, како што вели самото Свето писмо, оноку колку што може камен да се фрли, но претходно пред тоа го направи и вели дека учениците им пророкува дека они кога ќе дојде ќе биде предаден, ден уште вечерва, ќе се разбегаат и ќе го напуштат. Апостолот Петар, кој што секој пат бил најенергичниот апостол и кој што знаел најмногу да изреагира во името на сите апостоли, јас вика, Господи, нема тоа го направам, нема да се откажам од Тебе. А Господ баш му вели, додека не пропое петал ти 3 пати ќе се откажеш од мене. И настапуваат настаните кои што требале. Најнапред Господ се моли, им вели на своите ученици да бидат будни, и третиот пат кога се навари ќе им вели доаѓа оној кој што треба да ме предаде. Значи, си исполнил планот кој што правосвештениците го замислиле да не го заробат денски, туку да го заробат навечер и за да го однесат на суд. Значи, навечер дошле во Гестиманската градина, предаден од својот апостол Јуда Искариот, кој што со себе носел војска, за да го фати Христа, стравувајќи дека апостолите ќе се спротистават и слуги од правосвештениците, но беше им рекол на оние што треба да го заробат, дека ќе оној кого што ќе го бакна, на кого што ќе му дадам целив. Значи, имало неколку целиви во Стариот Завет, ќе се задржиме на минутка на тоа, целиви каде што благодарноста на слугите изразувале кон господарите, тие ги бакнувале нозите на господарите. Потоа целив кон раката, кој што е ден денеска задржен во православието, тоа е израз на почит. Значи, синот да го бакне во рака таткото или внукот или внуците и така натаму. И целив во образ кој што покажува еднаквост, каква дрскост од Јуда да го предаде во оној момент и да покаже еднаквост со Господ. Значи, докаде идела таа работа, само за да го фатат, го фаќаат, го врзуваат и го заробуваат. И во тој момент Петар, повторно енергичен, како што секој пат бил, и го извадил ножот од својата ножница и го пресекол увото на еден од слугите, кој што се викал Малх, а Господ реагира на оваа реакција од Петар и му вика, врати го ножот во својата ножница. Зар мислиш дека не можам да повикам легион ангели, легион тоа е многу бројно, и да седно треба да се исполни сето оно што е предскажано во Стариот Завет за него. Бејќи Христос во своето прво доаѓа во понизност, преку таа понизност да ни го покаже патот кон спасението. Го исцелува овото на Малх, а Петар го враќа, го заробуваат и со тоа престануваат веќе настаните од Велики четврток, продолжуваат настаните од Велики петок. Традицијата во овој момент. Велики петок е оној ден кој што јас секој пат би им препорачал на сите верници да си дојдат са бајле на богослужбата. Значи, тогаш е тој единствениот ден кога немаме литургија, кога немаме причас. Но буквално ги оцртуваме сите оние тажни настани кои што се случиле. Ако Велика среда беше денот кога Јуда го предаде Христа, и затоа ние секоја среда е постиме. Велики петок е денот кога Христос беше распнат и го предаде својот дух. Исто така постиме. Секоја среда и петок, освен оние среди петоци кога се блажи. Значи, служиме сабајле утрената и првиот час. И тогаш се сеќаваме на осудувањето на Господу за Христа ке Ана и Кајафа и одрекувањето на апостолот Петар од Христа. Служиме третиот час.
Тогаш се сеќаваме на сослушувањето пред Понти Пилат. Го служиме 6-тиот час на распетието на Господи Исуса Христа. Го служиме 9-тиот час. Евангелијата ни спомнува за неговото упокојување и вечерната за неговото симнување од крстот. Така да Христос најнапред бил однесен во домот на првосвештеникот Ана и Кајафа. Кратко за Синедрионот. Синедрионот бил врховен црковен суд кој што ги судел најтешките казни и бил составен од 71 член. По правило би требало еднаш да биде избран првосвештеник и до крајот, но тоа време борба на власт они се менувале секоја година. Таа година биле Ана и Кајафа, кои што биле дедо и зет всушност. И во нивниот двор било судењето на Господи Исуса Христа. И требал секој пат кога судел денски да суди, не навечер. Значи денски да се суди. Ако одлуката била за да биде пуштен, односно прогласен невино суденикот, била веднаш прогласувана. Ако бил осуден на смрт, требало да се приспита наредниот ден. Што кога било прашањето за Исус Христос, сето тоа пренагледува. Дури не биле повикани ни оние синедрионци кои што би го бранеле Господи Исуса Христа. Значи, пресудата била веќе дадена. Пресудата била точно Анастасија пред време дадена за Господи Исуса Христа. Сето тоа било проформа за да се направи. И требале да најдат 2-3 сведоци кои што ќе го оптужат Господи Исуса Христа. Тие 2-3 сведоци, за да биде оптужбата некако нешто потфатлија, вела дека он велеше, вика и говореше, ќе го урнам овој ракотворен храм и по 3 дни ќе го созидам. Но они само рекле, ќе го урнам овој ракотворен храм. Христос зборил за своето тело, пророчки зборил. Храмот, дека ќе се упокои, но тој ќе воскресне по 3 дни. Они го насочиле тоа дека ќе го урне Ерусалимскиот храм. Но и ово обвинение не прифаќало, не идело, не поминувало кај луѓето, па затоа за да направи уште поголема драма, тогашниот Кајафа првосвештеник го прашал Господи Исуса Христа дали си ти син Божи. Прашање кое што било двосмислено. Ако рекол Господ, јас сум син Божи, тогаш они ќе го прогласале за богохулник. Биќе они не верувале дека он Божи син, дека е. Ако рекол не, тогаш ќе противречи на сето она што го направил како Божи син. Затоа му рече, ти рече. И од сега ви велам ќе го следи, ќе гледате синот човечки како седи на силата и како довеѓа по небесните облаци. Тоа само го може Бог. Затоа Кајафа тогаш ја раскинал својата облека, значи театралност до немекаде, за да покаже дека сега не ни имаме потреба сведоци, но да го судиме Христа. Го судиле и веднаш го пратиле на мачење и на настаните кои што треба да следуваат. Ево тој момент, 3 слугинки го препознаваат апостолот Петар и му велат и ти беше со Исуса Назареец. 3 пати се одрекува апостолот Петар. Многу интересен овој настани, секој пат ме предизвикува некој доживување. Третиот пат, кога се одрекол, Христос погледот го свртил кон него и го погледнал. И Петел пропел. Како што му прорече Христос 3 пати ќе се одрече, дека Петел не пропее. Многу е интересна разликата меѓу Јуда Искариот и светиот апостол Петар. Петар осознал што направил. Почнал горко да плаче и со своите солзи он сушност го исплачувал својот грев. Свети Климент Римски, кој што е папа римски, веднаш по апостолското време, а бил ученик на апостол Петар, вели, секој пат кога ќе пропееше Петел во местото каде живеел светиот апостол Петар, тој горко плачел и се сеќал на ово одрекување од Господа Исуса Христа. И од тука веќе почнуваат наредните настани, бидејќи Синедрионот го судел, но евреите биле тогаш под робство на римјаните. Пресудата требала да биде сушност потврдена од римскиот началник таму кој што била, тоа бил Понти Пилат. Затоа они го препраќаат ке Понти Пилат. Жената на Понти Пилат неколку пати имала видение за оваа невиност на Господи Исуса Христа и реагирала ке својот маж Понти Пилат да го ослободи тој човек. Ниту пак Понти Пилат имал желба за да го веднаш за да го осуди, но она што го плашело, што не требало да го плаши, бил имал војската во свој раце, дека ќе избие голема буна. И сега тие првосвештеници кои што биле во први редови за осудување, тие го подплатувале народот за да вика против Господи Исуса Христа. И Понти Пилат први барал начин како да го ослободи. Имало еден обичај на празникот Пасха да биде ослободен еден од заробениците. И
он први натерал да го измачат Господ Исус Христа, го камшикуваат. Мислел дека правосвештениците и евреите ќе се задоволат со тоа и ќе го слободат, но тоа не успеал. Они барале буквално расмни го, расмни. Крвта негова на нас и на нашите деца. Тоа проклетство евреите ги трае после во историјата. И тогаш им ги дава двата затвореници. Бараба, Варава. Од таму е оставен зборот Бараба за некој што е многу лош, кој што бил полн со злодела и се надевал дека народот ќе го избере Исус, Господ Исус Христос да биде ослободен, зашто на другата страна имал милостив затвореник кој страдал без потребно. Но народот е барал самиот Господ Исус Христос да биде распнат. И од таму дошло проклетството кој рекол крвта негова на нас и на нашите деца. Подлегнал на сето Понти Пилат и го дал да биде распнат. И започнува Голготата на Господ Исуса Христа надвор од Ерусалимските зидини. Најнапред го мачале и го представиле како цар, значи ја земале неговата облека, му царска пурпурна облека му дале, му стале трска во рацете, копија за да изгледа како цар, трнов венец му ставиле на главата. Сето тоа го правеле за да го исмејуваат се повеќе и повеќе. Измачен и смалтретиран така, му го дале дури и крстот да го носи до Голготата. А Голготата била местото, во превод значело черепница. Односно, онаму каде што преданието вели бил закопан и првиот човек Адам, каде што стоел неговиот череп. Значи, патот од Понти Пилат до Голготата требал со крстот носејќи да го носи Господ Исус Христос. Но, рековме, он е вистински богочовек, значи и Бог и човек. Како човек, покрај сите мачења, не можел да го издржи целиот пат да го носи, тој е патот на страданијата, и потклекнал на половина од патот, но тука застанал Симон Киринеецот, кој што се враќал од нива, се развикал кон толпата и он го земал крстот да го носи до крај на Господ Исуса Христа. Завршуваат на Голготата, каде што секој пат кога ќе ја видиме таа слика на Голготата, ги гледаме тие три крста пред нас. И тука се јавува една многу и страшна појава, но и една голема љубов. Во средината е крстот на Господ Исус Христос. Крстот на милост и љубовта. Самиот, иако го раснува цело човештвото, он се моли кон Бога и вели: Отче, прости им, оти не знаат што прават. Од крстот ја покажува љубовта кон човештвото. Од неговата лева страна е оној лош разбойник кој што му вели: ако си цар, спаси се. Односно, и на крстот он покажува и злодејство, место да побара милост и милостиња. Господ молчи кон него, затоа што он е изоставен од човечката милост, овој пат бара да биде изоставен и од Божјата милост кон него. Но проработува благоразумниот разбойник од десната страна, кој му вели: јас и ти, на другиот разбойник, сме праведно судени заради нашите дела, но он нема никаква вина, вика, во себе. И се обраќа кон Христа и му вели: кога ќе бидеш во рајот, сети се на мене. Господ му вика: уште денес ќе бидеш со мене во рајот. И тој е првиот човек кој што влегува во рајот. Значи, Господ има милост и за најголемите грешници и љубов кон најголемите грешници, само ако покажат покаяние. Она што нас не подготвуваше Светата Црква кога зборуваше за блудниот син во неделата. Тоа се остварува токму на овој разбойник. Тука Господ најнапред покажува и вели жеден сум. Еден од војниците, Сунгер, натопува соцет и му го принесува под неговите усти, но светите отци знаат често па да кажат дека жеден сум значат зборови: грешнику, жеден сум за твоето спасение. Те чекам во смртни маки, чекам додека не се вразумиш, не се покаеш и не се поправиш. Тоа се зборови кои се кон нас упатени. И тука на крстот, според самото пророштво, неговите колена не се прекршени, неговите коски, бидејќи смртта ја вкусил, но без на другите двајца разбойници не ја вкусиле, туку требале да им ги прекршат колената, значи морале да умрат пред заедниците, според старозаветниот закон, но пророштвото ке Господ Исуса Христа се исполнило. Умира и: Отче, во твои раце го предавам својот дух.
Со тоа завршува целата Голгота која што се случила и која што ние ја искажуваме во 6-тиот час на самата богослужба. И природата се бунтува, покажува револт, затоа што е распнат најневиниот и нашиот Спасител Господ Исус Христос. Но доваѓаат праведниот Јосиф и Никодим. Јосиф го измолува телото од Понти Пилат, го симнуваат од крстот и сушност тогаш настапува погребението на Господ Исус Христа. Први е предадено на Негова Божјата мајка, која што го плакува. И од тоа плакување ние сушност го имаме во самата служба која што ни се случува на Велики петок вечерта во 18 часот. И тогаш ги повикуваме каде што ги читаме токму оние стихири на оплакувањето. Со тоа завршуваат настаните во Велики петок. Доаѓа Велика сабота, денот кога исто така се тагува, меѓутоа се очекува она радосна вест дека Исус воскреснал. Денот кога најмногу се молчи. Молчи Христовата уста, молчи ми сите ние, да молчи пееме, да молчи секоја твар со страв и трепет. Ни вели црковната песна која што се пее. И Велика сабота е многу таинствена во себе. Затоа што сите овие настани што се одвиваа беа очигледни за човечките очи. Овој пат тоа е надвор од човековиот вид, од човековите очи. Ние тоа го изразуваме на секоја литургија при големиот вход. Значи на големиот вход искачаат свештениците со путирот и дискосот, во кој што се наоѓаат светата тајна Евхаристија, лебот и виното, прават голем вход и символизираат идењето на Господа Исуса Христа кон Голготата, влегуваат во светиот олтар, се затвараат дверите. Дверите го символизираат во тој момент каменот со кој што е затворен гробот на Исуса Христа. Бидејќи откако било погребано телото Христово, војниците римјански го затвориле гробот, го запечатиле само за да ја задоволат желбата на првосвещениците дека знаеле они за пророштвото, па да не биде Христос измамник. Христос ништо не избавни. И со затварањето на завесата се покажува таинственоста на настанот кој што се случил во гробот. Тука е многу интересно каде што смртта на Господа Исуса Христа е иста како на смртта на секој човек, но со нешто впечатливо и исклучително. Раздвојување на душата од телото. Секоја смрт е тоа. Но телото останува во гробот и постасно соединато со Божјата природа на Господа Исуса Христа. А душата се симнува во адот и постасно соедината со Божјата природа на Господа Исуса Христа. Значи Божјата природа не се двои. Но настаните кои што се служат, телото е миропомазано од Никодим Јосиф, од жените мироносици, ставено во гробот по сите обичаи кои што биле во Стариот Завет, но душата слегува. И Христос слегува со душата како Бог, го разурнува адот. Сите старозаветни праведници и неправедници, односно сите луѓе од Адам па се до Христа, се наоѓале во адот, место на смртта. Но Христос ја разрушува тоа место на смртта. Зато вели Христос, јас го имам клучот од адот, вие ги слегува како вистински Бог и ги издигнува праведниците во рајот. Така, да веднаш после разбойникот Адам влегува во рајот и сите старозаветни праведници. Значи, со тоа ни покажува Христос дека е вистински Бог. Он престојувал во адот со душата 33 часа, како што живеел 33 години во гробот, во земјиот живот. Значи, аналогно, од 15 часот на Велика сабота до Воскресение, од 15 часот на Велики петок до Воскресението, односно објавувањето на Воскресението во 24 часот вечерта. И всушност со тоа го разурнува адот и го воспоставува рајот и оние души кои што се неправедни ќе си седат онаму каде што се душите за грешниците. Потоа, издигајќи се од адот, повторно влегува во своето пренепорочно тело и миговно воскреснува од мртвите. Затоа тогаш ние на светата литургија ги отвараме царската завеса и дверите покажуваме воскресението Христово. Значи настапува воскресението Христово. И затоа Велика сабота не е ништо друго, туку место каде се молчи, но каде што од тагата што имаме на Велики петок, поради злоделието што му го направивме кон Господи Исуса Христа и сме тажни,
влегуваме и преминуваме кон воскресението Христово, односно кон радоста која што треба да се случи во наредните денови. А тоа е настанот на воскресението Христово на Великден. Од Великден следните 3 дена се поздравуваме нели со Христос воскресна, навистина воскресна. Што би сакале да знаат еве гледачите за овие следни 3 дена? Што е важно пред да поминеме на последното прашање во врска со народните верувања? Без воскресение нема ништо. Се што живееме во овој свет ќе биде безцелно, ќе биде празно. И бракот, и грижата за децата, и жртвувањето во животот. Затоа што Христос преку воскресението, како да ни вели, има награда за вашиот добродетелен живот, но има и казна за вашата грешност. И единствено што бара Христос преку воскресението е живот. Зошто го барате мртвиот меѓу живите кога воскресне? Велат ангелите. Радувајте се, Христос воскресне. Или како што вели Серафим Сроден, Христос воскресе. Радувај се, душо. Значи, воскресението е радост, воскресението е нов живот. Но и награда за добродетелниот и благодатниот живот на нас луѓето дека на земјата. Ако Христос воскресна, он ни вети дека нас ке не воскресне. Значи, првин Христос покажа дека воскресението он го прави, затоа што не може никој да го направи. Ни еден човек не може да го оствари. Без разлика колкав он император ќе биде, колкав филозоф, колкав научник. Тоа го може само вистинскиот Бог кој што има власта на животот и смртта. Затоа ако Христос не воскреснел, празна е нашата проповед, вели светиот апостол. Но празна и вашата вера. Значи, христијанството не е идеја, не е некоја филозофија. Христијанството се темели врз личноста на воскреснатиот Христос. Токму затоа е најголемиот празник. Затоа го нарекуваме Великден. И јајцето е само една символика, затоа што, како да кажам, човекот сака се да направи да биде тоа видливо. И во многу од празниците сака да го представи на еден видлив начин. Јајцето било еден подарок во Стариот Завет кај евреите кои што го подарувале сиромашните луѓе. Што немале сега да направат нешто поклони големи, затоа подарувале јајце. Но јајцето сега ни символизира зашто него се испилува пиле. Значи се раѓа живот. Тоа пиле само е турка крупката го себе, како што Христос воскреснал од гробот. Тој камен не можеле да го одвалат ни 15, ни 20 мажи, он сами дошле. Само дошле оние што го виделе воскресението Христово. После 40 дена им се јавува дека е воскреснал. И прва символика која што со јајцето направила е Марија Магдалена. Кога однесла едно јајце кај царот Тибери во Рим, откако патувала во Рим, и му рекла Христос воскресне, навистина воскресне. Значи доаѓа таму доаѓа таа традиција која што се продолжила. Христос воскресна, значи едниот го исповеда воскресението. Навистина воскресна, другиот го потврдува воскресението Христово. И што е најбитно, најчесто јајцето се обојадисува со црвена боја, која е боја на победата. Боја на Христовата крв пролејана за сите нас, за целото човештво. Има една верување, односно најголем број во нашата традиција дека во 4-то рано наутро се станува, жената се мие, јаде лепче и потоа пред изгрејсонце ги фарба првите 3 јајца, за кои што се верува дека едното е за Бог, едното е за домаќино, другото е за домот, за здравје и берекет. Има едно верување дека во 4-ток ден се фарбаат останатите јајца за Великден. Ке ми кажете дали тоа е точно. И уште едно прашање, што се прави со јајцата од претходната година? Исто така има некое народно верување дека тие 2 јајца не треба да се сретнат во домот, односно едното да се старото да се закопа пред другото да се isfarba. Па што од ова е точно? Сите тие верувања го товаруваат овој обичај. Значи имаме прекрасен обичај, првен на пример јајцето фарбано, ние не правиме некои молитви на него да го благословиме. Тоа е само символика. Да. Значи материјално сакаме да изведеме онаа символика на нашата вера. И ако до тука се застане, тогаш обичајот е добар. Значи, кога веќе почне да му се придаваат, ова ќе биде за ова ќе биде за она, па ќе ги фарбам така, па ќе ги фарбам онака, веќе тој обичај се оптеретува со работи кои што не се христијански
И тука настанува опасност за сето тоа се проширува. Така да гледам се повеќе зајаците излегуваат како символика на што е многу страшно. Нема врска со воскресението Христово. Значи попримаме некои работи кои што се повеќе маркетиншки влијаат од западот на нас. Значи нашата традиција до тука. И кажавме зошто е тоа символика. Так. И до каде треба да оди. Обично, бидејќи Бог е еден по суштина, троичен по лица и се фарба тие три яйца, но и секој пат, значи сакаат во домот луѓето знаат со тоа црвено яјце да ги децата да ги помачкаат едно друго, но нека застане таа традиција тука што се продолжи многу лошо. Од сабајле жените не јадат во четврток. Затоа што се припрема да се причестат за светата литургија. Значи тие само вапцаат јајца и по правило прекрсти се, кажи си ги утринските молитви и дојди во црква, зашто на тој ден е основана светата тајна Евхаристија. И многу пожелно е на Велики четврток да дојдете и се причестат. Затоа се подготвувале христијаните. И се што повеќе оптоварува во оваа символика, станува да обичај стане поважен од самата вера. Комерцијален. А тоа, да, тоа е опасноста. Зашто обичајот кога станува поважен од самата вера, тој обичај почнува понатаму да биде. Такви Божи ги имаше тие обичаи, многу лоши, кои што претера и затоа црквата мораше да каже до тука е луѓе, од ова понатаму не иде вака. И за крај, најубавиот празник е пред нас. Денеска е петок, кога го имитуваме ова. Што после Великден, што би им порачале на верниците кои што не гледаат? Што би им препорачал, многу љубов им треба во последно време. Некако заборавивме на Христовата љубов. Со се друго се оптеретуваме во овој свет и за се друго имаме време, но се помалку имаме за Господ. Почнувам од себе па до кон сите луѓе, затоа што денеска како да сакал ѓаволот светот да го натера да размислува на се, само да не размислува на Бога. Сето оваа техника што ни се случува, сето тоа се не оптеретува и се не фаќа, но никако не знаеме да кажеме чекај бе, ќе дојдам да ја слушнам Божјата реч, ќе дојдам во храмот. Барем во неделите. Зашто секоја недела е воскресение и посветена на воскресението Христово. Затоа христијаните ние празнуваме неделата, веќе во тој ден воскреснал Господ Исус Христос. Се повеќе братска љубов меѓу луѓето. Она што исчезнува меѓу сите нас. Милостиња едни кон други. Да погледнеме малце на потребите од другиот човек. Да престанеме да бидеме себецентрични, но постанеме христоцентрични, односно постанеме онакви како што Христос ни покажал да биде. Он дојде да пострада за сите нас. Затоа ги зема на крстот сите наши прегрешени. Ѓаволот да знаеше дека Христос после крстот ќе воскресне. Никој пат немаше да ги тера луѓето да го расмати и убијат. Оведнаш ќе ги тргнеше од таа намера. Но не ја знаеше Божјата економија и Бог е многу поголем од ѓаволот и секој пат со Бога можеме да го победиме. Но он и најголемото зло знае да го изведе кон добро, како што ни покажа. Ние го расмавме и убивне, а тој воскресне ни подари живот вечен. Зошто и ние да не подариме живот вечен на нашите блиски, пред се во нашите фамилии, а потоа и понатаму. Сакаме ли државата да ни цвета, први треба да ни цветаат нашите семејства. Односно љубовта да ја всадиме кон нашите најближни. Како и што реков, непријателите да ги гледаме како сурови пријатели. Да го тргнеме она што е ѓаволско во нив, но да ги посакаме луѓето и да пробаме секој пат да ги спасиме кон Бога. Таа љубов нека почне се повеќе да царува. Но за да царува, овој народ и христијанскиот народ се повеќе треба да пристапува кон Бога, односно да доваѓа Божјиот храм и да слушне што Господ ни порачува. Зашто црквата само ја прати таа порака и ја изнесува пред народ. Ќе бидеме подобродетелни, ќе имаме поголем успехи како народ и како држава и како се друго. Ви благодарам многу за вечерашното гостување. Ви благодарам што ми дадовте моменти за да ги скажем. Пробав колку што можам сето тоа го долов. Честит празник на сите. Да, честит празник и од мене. Ќе се поздравиме тука и ќе ви посакам убави празнични денови, да останете во домот со семејството, како што кажа отец Сашко. Ширете ја љубовта, вербата и секако надежта. Почитувани, ве поздравувам од тука, ве посакувам уште еднаш убав викенд пред вас и секако останете на фреквенцијата на телевизија Алфа.